Утрински стихови од Библијата. 27 февруари. Исус се радувал да им се открие на понизните луѓе. Во истиот час се зарадува во Светиот Дух и рече: Ти благодарам, Татко, Господи на небото и на земјата, зашто си го сокрил ова од мудрите и умните, а им го откри на младенците. Да, Татко, таква беше Твојата волја. Лука 10:21. Уважените луѓе во светот, така наречените големи и мудри луѓе, со сета своја фалена мудрост, не можеа да го сватат Христовиот карактер. Тие за него суделе според неговиот надворешен изглед, според понижувањето кое дошло врз него како човечко суштество. Меѓутоа, на рибарите и цариниците им било дадено да го видат невидливиот. Дури ни учениците не успеале да разберат се што сакал Исус да им открие. Но од време на време, како што и се подчинувале на силата на Светиот Дух, нивните умови бивале просветлени. Тие сватиле дека моќниот Бог, облечен во човечка природа, беше меѓу нив. Исус се радувал што ова сознание, иако не го поседувале мудрите и умните, им било откриено на овие скромни луѓе. Често, додека ги изнесувал учењата на старозаветните списи и ги применувал на себе и на своето дело на помирување, тие биле разбудени со неговиот дух и подигнати во небесна атмосфера. За духовните вистини, за кои зборувале пророците, тие добиле појасно разбирање отколку самите писатели на изворното дело. Од сега, тие ќе ги читаат списите на Стариот Завет, не како доктрина на книжниците и фарисеите, не како кажувања на мудри луѓе кои се починати, туку како ново откровение од Бога. Го гледале оној кого светот не може да го прими, зашто не го гледа, ниту го познава. Вие го познавате, зашто тој престојува со вас и ќе биде во вас.